Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Очекуваме 3 силни надпревари. Може би еден од тие три е оној каде што шпанците се на некој начин како светски прваци фаворити. Мислам дека со останатите два противника не очекува едно надигрување. Се надевам дека ќе останеме здрави, свежи, да имаме снага и тактички да пробаме да им се спротивставиме. Ќе бидат тие два, мислам, неизвестно до крај надпревари, дека нема да бидат нималце лесни ни за нас, ни за нив. По принцип немаме некое добро искуство со двете репрезентации. Еве се надеваме дека овој пат барем еден од тие два противника ќе добиеме и малце таа традиција да ја прекинеме лоша за нас против Унгарија и Исланд. Против Унгарија игравме квалификации за Србија 2012-та, меѓутоа без Лазаров на двата надпревари не добија, меѓутоа направивме голем чекор напред квалитативно во Гетеборг, кога игравме егал меч се до самата завршница. Во првото полувреме бевме многу подобри, на крајот пропуштивме шанса за реми. Дали тој меч треба да ни биде смерница како да надградуваме утре? Па, многу може да се научи од тој меч. Така е, мислам дека во тој меч они ни изненадија со играчи на кои ние не се надевавме, колку што можам да се сетам, нели. Таму Криво Кабич и Перес забија клучни голови, а не ни ги очекувавме дека ќе добијат толку прилика. Го искористија тоа искуство во тој момент и одиграње на такви надпревари и испаднавме можеби тој ден наивни да се играше, другиот ден можеби ќе беше по друго. Беше прв надпревар со нив. Да кажам така, не начека, не победија. Играчите се повеќето од сега, да кажам, оваа година имаме едно искуство добро против нив на клубски план. Се надевам дека и втор пат ќе бидеме подобри од истите тие и дека ќе успееме да го добиеме на утрешниот надпревар.